Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за присутното живење, односно ќе зборувам на темата што точно значи присутно живење. Или можеби малку по-модерно и попознато mindfulness, иако би рекла дека може да се преведе и како presence. Присутно живење, биди присутна, биди во тука и сега, остани во сегашниот момент, постои само сегашниот момент. Сите ова се некои работи кои што многу често ги слушаме и јас секогаш викам, кога нешто премногу често го слушаме, сигурно има некоја убава и реална, позитивна позадина. Многу често го слушаме ова, колку е важно да се живее во сегашниот миг. И често се зборува за тоа колку минатото и днината не се важни, туку буквално најважен е сегашниот миг. Биди присутна во твојот живот. Сега, кога ова е нешто кое што е толку популарно, тогаш зошто имаме отпор? Кога ние би го истражиле отпорот, точно ќе успееме да го надминеме. Со овој поим на присутно живење, јас прв пат се запознав кога започнав со мојата едукација по гешталт психотерапија, некаде втората година на факултет, и реално во тој период јас немав капацитет да разберам што точно значи тоа. Па само го кажував како изрека или како нешто кое што можам се трудам да го практикувам и самата. И навистина многу ми беше тешко да разберам што точно значи тоа. И некој од постарите колеги, поискусните колеги ќе спомнеше гешталт. Па гешталт е начин на живот, it's a way of life, стил на живење. И нормално, реалноста позади тоа било дека се мисли на присутно живење, затоа што гешталт терапијата е терапија на присутност и ние тоа here and now, односно тука и сега многу често го спомнуваме, што на средбите, што едноставно е целата филозофија позади гешталт психотерапијата е тука и сега. Меѓутоа, јас обично ќе се насмеев ова кога ќе го слушнав, ќе кимнав со главата и божа ми, јас се согласувам, да, секако, ова е она кое што го живееме, но реалноста е дека навистина бев многу далеко од тоа и ми требаше многу долго време да сватам што е и да можам да почнам да го практикувам. Не е дека бев премногу далеку, не е дека напротив воопшто не сум била присутна и така натаму, меѓутоа со текот на годините сватив дека присутното живење барем за мене е навистина тешка вештина која што требаше повторно да ја научам. И зошто велам повторно да ја научам? Затоа што ние како деца сите ја имаме природно во нас. Но со текот на годините потполно ја губиме, што поради животните искуства, што поради начинот на воспитување и така натаму, а на овие простори каде што ние живееме, на присутноста многу често се гледа како нешто негативно. Односно, како една појава негативна која што не носи во несигурност и во неодговорност, иако всушност напротив, одговорноста е само во сегашниот момент. И всушност еден од најчестите отпори со кои што и јас сум се соочувала, меѓутоа гледам и кај повеќето личности со кои што работам дека се соочуваат, се она сигурност, односно несигурност. Како тоа сега ти мене ми кажуваш да бидам присутна тука и сега, па утре јас како ќе си купам леп, што ќе правам? И сега, нормално, оваа реченица носи вистина, меѓутоа, оно кој што премногу штрчи и кој што е премногу видливо е екстремот во кој што оваа реченица оди. А ние колку луѓе многу често знаеме да одиме во екстремите и кога се дава некој пример, да заборавиме дека не се оди во екстремот, не се оди во најлошото можно сценарио, не се оди во црно и бело размислување, туку се мисли на нешто измеѓу. Нормално, кога се вели присутност во тука и сега, не значи екстремно да уживаш и да заборавиш на се. Значи да уживаш, меѓутоа не е екстремно да уживаш. И воопшто не е всушност ни поврзано со уживање, иако многу често се гледа така на тоа. Напротив, да се биде присутен значи да се искусува она што е тука и сега во потполност, а тоа може да е огромна количина на болка, тоа може да е огромна количина на тага, страв, немир, а меѓутоа исто така тоа значи дека тоа би било огромна количина на љубов, на радост, на среќа. И кој рече дека тоа ќе трае вечно? Реално, емоциите не траат вечно, тие се минлива фаза и ја стално велам и кога се воспитуваат дечињата, кога се запознаваат со емоциите, многу е важно да им се објасни дека
Да, сега сме тажни, ама не значи дека ние постојано сме тажни, не значи дека постојано ќе останеме тажни. И кога се избегнува присутноста, тоа навистина знае премногу долго да трае емоцијата, затоа што и тука настануваат оние веќе депресивност, анксиозност и така натаму и сите психолошки состојби кои што се спомнуваат, затоа што емоцијата во позадина се потиснува и не се дозволува да биде присутна и таа постојано е овде, постојано некаде стои во позадината и нонстоп само не буцка, не боцка, не боцка, сака од некаде да излезе, сака да ни покаже дека е тука. Сега, јас морам да предупредам дека на овој или на оној начин, ова е тема која што е многу филозофска и помалку е спиритуална и може да донесе големо збунување. И тоа е сосема во ред. И затоа и споделив на почетокот дека навистина премногу време и мене ми требаше да го доживеам и искусам присутност до живење. Многу е лесно да речеме биди присутен и многу е лесно еве јас сум присутна и така натаму, но да се тоа доживее, да се тоа вештина научи, да реално некој разбере точно што значи присутноста, не е нешто кое е така едноставно и лесно, зависно во кој период од животот се наоѓа. Затоа јас и на почетокот споделив, јас на мои 19-20 години не сум имала капацитет да знам што точно тоа значи. Едноставно, ниту сум имала нека емоционална зрелост тогаш достигнато, ниту сум можела реално тие случувања тогаш што ми се случувале, едноставно не биле на тоа рамниште на кое што сум била после неколку години, кога сум успеала да го разберам. Така што доколку се соочувате во овој момент да огромен отпор имате, не може да едноставно се да бидеш во контакт со себе. Тогаш најдобро е да оваа тема се скокне. И скрос е во ред, сосема е во ред да подоцна во животот некогаш повторно се вратите тука. Сега, јас нема да излажам, ниту сум јас постојано во тука и сега, ниту лично познавам некој што е постојано во тука и сега, но научив многу брзо да се освестувам и враќам кога тоа ми е многу потребно и кога имам капацитет за истото. Значи, повторно ќе повторам. Ниту сум јас постојано во тука и сега и присутна, ниту познавам некој кој што постојано живее во присутност. Едноставно такво нешто се уште не сум запознала, баш ке ми е драго ако постои нешто така. Многу е нормално да ние понекогаш одиме и напред, се враќаме и назад и тоа е многу здраво и тоа е она вештина, затоа викам ова е вештина која што се учи, да ние брзо и лесно се освестуваме и да можеме да се враќаме во присутноста, а не постојано да сме таму. Затоа што кога ќе се ставиме некоја таква тежина на грбот, не само што отпорот расте, туку и реалноста е дека навистина е понекогаш невозможно. Кога ќе погледнам на темпото на живот кој што сега ни се наметнува, глобалните случувања и распореди, особено последниве неколку години, сваќам дека новото нормално, иако тоа не би требало да биде нормално, меѓутоа, новиот начин на живот станува анксиозен начин на живот, анксиозно живење, стрес, неможност да се доживее среќа, немање на време, брзање. И кога ова се гледа во целина, не е чудно што толку многу од нас го губат допирот со себе, своето тело, своите мисли, желби и потреби. Затоа што кога ние толку многу брзаме, кога ние сме толку многу оптоварени, не можеме да си го дадеме тоа време да бидеме во контакт со себе, со телото, да се направи еден убав чекин, да се дозволи да се прават одредени техники за кои што се зборува. Нека и сите. Меѓутоа, мора да се трудиме да го направиме тоа. Не е нешто кое што ќе ни дојде природно. И во темите каде што зборувам за пишување на дневник, секогаш викам како деца, никој не ни рекол пишувај дневник, сами сме пишувале, сме имали и време и капацитет и желба за тоа. Едноставно природно ние сме создадени да имаме внатрешна мудрост. Меѓутоа, за да стигнеме до таа внатрешна мудрост, мора да бидеме присутни во контакт со себе. А во контакт со себе во овој момент. Значи не во контакт со моето тело некогаш што ми се случувало или некогаш ме болело глава, туку тука и сега во овој момент што моето тело бара, што е она што му е потребно. И низ многу години работа на себе и многу години едукација, која што никогаш не завршува, сватив дека присутноста е таа која го носи решението на проблемите, кои ние не сме ни свесни дека постоеле. И не мора да го кажаме еве проблем доколку кај некого тоа создаде отпор, нека биде и предизвик, нека биде блокада, нека биде застој, како и да се наречат, тие постојат, тоа е оно кое што се.
Меѓутоа, бивањето присутен во тука и сега, значи да си свесен за сето оно кое што се случува во овој момент, да не дозволиш вниманието да ти биде одвлечено од минатото, ниту да се грижиш за еднината, туку да се сконцентрираш на оно што е присутно сега. Например, сите се кога последен пат си се забавувала и ја пуштила. Во тој момент, кога не мислеше на неплатени сметки, дали да го дадеш отказ, дали да промениш работа, колку те нервира дома твоите, колку те нервира партнерот и така натаму. Туку го носиш во себе овој капацитет и да ти е важно тотално да се опуштиш. Значи, само е важно да се освести, разбуди и применува ова што почесто. Способноста да се биде присутен во сегашниот миг е главната состојка на ментално добра состојба. Знаете дека анксиозноста е расцепот меѓу сега и подоцна. Кога сме присутни, дозволуваме да го чувствуваме оно што е тука, без да го осудиме. Зошто да практикуваме присутно живење? Значи, првата и можеби најважната причина зошто е затоа што не одлекува од стресот и другите негативни мисли. Самото тоа ни помага да одржиме добро ментално здравје, на добро состојба и да ни дозволува да се справиме со нашите мисли и емоции. Убавината е што присутноста може да се практикува буквално секогаш и буквално секаде, и понекогаш е убаво да се најде некое мирно место каде што може да се прави тоа, да се издвои таа една мала пауза во текот на денот или пак да стане дел од рутината, од дневната рутина. Тоа се многу обични и кратки работи. Ова не е некоја тешка работа која што никој не може да прави. Ова е буквално нешто кое што секој го носи во нас, но мора да се подсетува и да му стане баш на некоја вештина како што ни е одењето, како што ни е јадењето, како што ни е вежбањето и така натаму. Например, една таква кратка работа е водено и свесно дишење. Сега постојат многу различни техники на дишење, а она што го прави свесно е кога ние тоа го правиме свесно, оно што го прави присутно, кога го правиме свесно и со намера. Друга техника може да биде скенирање на телото. Тој што вежба йога може да се присети на многу вакви вежби каде што се скенира телото, меѓутоа не мора да се вежба йога, не мора да биде тоа дел од некаков вежбачки, да кажам, ритуал. Напротив, ова е една многу брза техника и може да се прави секогаш и секаде. Полека да го провериме секој дел од нашето тело, односно да бидеме свесни за нашето телесно постоење. И што е оно кое што ни е потребно? Тоа да може да биде низ медитација, низ дишење. Например, може да се прави кога се пешачи. Може да биде пред спиење, може да биде наутро, во текот на денот било кога ќе почувствуваме потреба. И сите овие работи ќе резултираат со релаксација и со намалување на стресот кој што го чувствуваме. Затоа што тука се јавува насочено внимание. Значи, се фокусираме на оно кое што го гледаме, мирисаме, слушаме, допираме, вкусуваме. Сега постојат некои посебни кратки вежби, но не мора тоа да биде под одредено правило, не мора тоа да биде погледни толку работи, слушни толку, допри толку, не. Едноставно, земи го тоа што ти се наоѓа при рака, допри текстурата на твојата облека, предметите околу тебе. Забележи ја нивната температура. Застани за момент и провери кои звуци ги слушаш. Што ти носат тие звуци? Мирис. Што мирисаш? Што чувствуваш? Имаш ли парфем на себе? Било што се наоѓа околу тебе, значи не е нужно да биде поврзано тоа со, ароматерапија, која што е прекрасна, меѓутоа не мора да биде на тој начин. Иако навистина различните мириси може да поттикнат релаксација, меѓутоа важно е да се знае дека ова е многу индивидуално и дека некој секого тој мирис ќе предизвика релаксација. Постојат и некои мобилни апликации кои што помагаат да живееме присутно и да се релаксираме. Јас викам, кога веќе толку многу ги користиме мобилните телефони, убаво е да имаме и некои апликации кои што навистина ќе бидат со ваква намена, па дури и да не ги користиме секојдневно, барем да не потсетуваат дека се тука, дека имаме поддршка. Значи, овие мобилни апликации помагаат да се релаксираме, да живееме присутно и најчесто може да ги најдете во категорија за ментално здравје. Еднako отворите во рекоменда, значи во препорачани стојат многу, ќе гледам или да спремам посебна епизода со вакви некои апликации или едноставно можеби на Инстаграм ќе отварам
едни прашања и споделување за да можеме сите еден со друг заедно да се споделиме, бидејќи ниту јас ги знам сите апликации, верувам дека многу од вас имаат прекрасни идеи за нивното постоење. И сега, источната филозофија е многу фокусирана на присутноста и затоа медитацијата е токму тоа. Таа не дава можност да сме присутни и свесни за себе во сегашниот миг. И можеби и најдобриот начин да се биде присутен е токму медитацијата, со тоа што сосема е во ред да се започне со 1 до 2 минути на почеток. И тука ја стално викам, тука се јавува отпор. Кога ќе се сподели медитација, кај луѓето се јавува отпор, како е се 20 минути, тука ќе медитираме, нема да мислам на ништо. Не. Значи, и во медитацијата не мора да постои такво правило, нормално, некој кој што подолг период медитира, кој што сака тоа да биде одреден тип на медитација, така натаму тоа може да го одбере, но за вежбање на присутност доволно е 1 до 2 минути за почеток, само смирување, фокусирање на она што се случува во овој момент и толку. И секоја мисла во овој момент е добродојдена. Не е поентата тука да не се доживее мисла, не е поентата да не се прифатат мислите. Постојат многу убави вежби каде што не се прифаќаат вежбите и техники и така натаму, но за овој начин кој што го споделувам, секоја мисла е добродојдена. Затоа што со текот на времето може да се почне со потешки вежби, нормално. Меѓутоа не е поентата да се притискаме. Доколку медитацијата не е за тебе, значи тоа е нешто кое што навистина се контра со твоите вредности, ставови и така натаму, тоа може да биде и молитва. Бидејќи јас се соочувам и со луѓе кои што се навистина религиозни и кои што за нив јогата, медитацијата и така натаму се коси со нивните вредности. Реалноста е дека да, тие сите потекнуваат од некоја источна религија. Јас ги користам и ги споделувам затоа што и самата гешталт терапија е еден многу убав склоп на источната и западната религија и филозофија. Значи и филозофија и религија. Тоа е многу нормално, не става филозофијата и религијата не може баш така да се поделат, меѓутоа тоа е поентата зашто се користат овие техники, сосема во ред и дури самите основачи на гешталт терапијата оделе на тие простори, гледале што се случува, го земале сето оно што е добро и од таму и од ваму. И сега, пак ќе повторам, она кое што се коси со твоите вредности, со твоите уверувања, со твоите ставови, нема да ти помогне. Секогаш се пременуваат работи кои што не се косат и затоа викам, тоа може да биде молитва. Може да биде насочена молитва, доколку тоа е оно кое што го насочува вниманието. Сосема е во ред да тоа бидат зборови кои што некој ти кажал дека треба да ги изговориш и тоа дефинитивно помага. Колку пати во текот на денот тоа се практикува, кога се практикува, значи секој со своите вредности, навики и оно кој што е во склад со него. Со текот на времето споделив дека може да се почне со потешки вежби. Важно е да не се притискаме и не е поентата да биде нешто што е пресилено и наметнато. Значи доколку не ти е пријатно, вежбаш нешто кое што расте, а тоа е непријатност. Поентата е да вежбаш нешто кое што ти е пријатно и затоа многу често доаѓаат луѓе, јас не можам со медитација, многу ми е непријатно, се чувствувам вака, се чувствувам така, значи супер, престани. Види што ти носи, види што се случува за време на медитацијата. Не е поентата да едноставно го вежбаме и да ни расте и фокусот да го ставаме на нешто кое што навистина не е продуктивно за нас. А што е оно што сакаш да го растеш? Пријатност или непријатност? Затоа што оно што го вежбаш расте посилно и поголемо. Со текот на времето многу ни е полесно да вежбаме присутност и да сме свесни и присутни во тука и сега. И тоа е нешто најубаво што може да се слушне. Зошто? Зашто секој од нас си го наоѓа вистинскиот пат и начин како побрзо и полесно да се враќа во тука и сега. И сега, на пример, во гешталт психотерапијата постојано се користиме со свесно дишење и кратки водени медитации. Доколку се забележи дека клиентот не е присутен, се повикуваат на присутност со тоа што се носи свесноста што правиш сега, како се сега диши, има кратки некои водени фантазии, ги викаме, меѓутоа може да се кажат и медитации, кои што со цел
во моментот се измислува, тоа не е нешто кое што е по правило, тоа буквално самиот терапевт во моментот се го кажува, но и обратно, затоа што и самиот терапевт може да ја изгуби присутноста, тогаш самиот се повикува на своите начини, на своите поддршки кои што ги има во себе, како да биде поприсутен, како да биде тука, се случува нормално. Некој донесе некоја тема што знае да го извади од тука и сега, темата е премногу потресна, уморен, дома се случува нешто и така натаму, и затоа е тој личен раст и развој тренинг пред да се стане психотерапевт, кој што е навистина и долг и многу одговорен, нормално зависно во која школа се учи, меѓутоа сепак се остава на личната одговорност. Многу е важно да секој помине низ еден таков процес за да може да се враќа и да биде присутен. Сега, преку присутноста ние наоѓаме начин да се поврзаме со нашиот живот. А зошто ни е толку тешко да бидеме тука и сега? Најверојатно живењето во тука и сега знае да биде многу тешко, поради тоа што ние сме секогаш охрабрени да размислуваме за еднината и да се движиме во нашето. Баш онака, не само да се движиме низ минатото, него буквално и да се удавиме во нашето минато. И ова е потикнато, што од реклами, што од посетници, нотификации, аларми. Значи, ние постојано сме насочени или напред, или сме некаде назад. И колку пати си зафатена правејќи нешто друго? Кога најнаш ќе бидеш прекинат од нотификација на твојот телефон? Или, јас да речеме, јас секогаш викам супер е да сме мултитаскинг. Тоа е одлично, особено кога сме мајки, кога навистина, значи, преплавени сме од обврски. Но тоа не значи дека ние постојано кога не знам, готвиме, чистиме, переме, пегламе, мора да слушаме подкаст, да слушаме аудио книга или да правиме нешто многу продуктивно, затоа што тоа дефинитивно не вади нас од присутност. Напротив, понекогаш прави го само тоа. Уживај, готвај. Додека готвиш, слушај го звукот, како се лупат зеленчуците, како ги миеш, водата како жуборка, како маслото кое што се загрева шушти. Има многу убави некои баш ги имам начекано на YouTube видео со таков звук, не знам како се вика, меѓутоа намерно се поттикнува звукот на сецкање со ножот, на удирање на чашата, на пиење и така натаму, кој што навистина не носат во една присутност и многу не релаксираат. И од другата страна, па не мора секогаш да биде тој мултитаскинг учечки, со цел да се научи, може да биде со цел да се забавуваме, што е многу поважна забавата отколку учењето, ако размислиме, затоа што со текот на времето човек знае да прегори. И како е да живееш присутно, а сепак да планираш за иднината? Ова е најчестото прашање кое што јас го добивам и кое што дефинитивно мислам дека е најголемиот отпор. Сега, многу е важно да не го измешаме присутното живење со планирањето за иднината. Тоа што ние се трудиме да живееме поприсутно не значи дека комплетно ние се исклучуваме од планирање, од зацртување цели, од желби, од потреби и така натаму. Значи, напротив, преку практикување техники за присутност, ние не го нагираме она што го сакаме, ниту пак она што е, ниту пак ги игнорираме мислите кои ги имаме за минатото и иднината, туку бираме да не се удавиме и преплавиме од нив. Значи, повторно ќе повторам. Не игнорираме, туку бираме да не се удавиме и преплавиме од нив. Не само што е во ред, туку е многу важно да сме свесни за мислите кои ги имаме за минатото и или за иднината. Да ги уважиме и да ги ставиме во една посебна категорија, во едно посебно кутивче. Затоа што кога ние премногу се соочуваме со мисли за иднината и за минатото, постои нешто тука и тоа е во нашата присутност. Сакале ние или не, тоа од таму од 93-та е тука присутно. Значи, сакале ние или не, тоа што се јавува од минатото е тука сега присутно со нас и тоа е дел од присутноста и затоа е важно да се уважи. Но проблемот настанува кога ние ќе се преплавиме и забораваме на сегашноста и тогаш стануваме анксиозни. Затоа што постои нешто кое што се уште не боцка, а ние не сме свесни за она што е сега тука моментално и така стануваме анксиозни. И тука доаѓа оној момент кога е важно да се работи на себе. И сега, бидејќи спомнав некои мобилни апликации, нешто што чисто ми поминува низ глава и кој што јас лично го имам користено, иако не го користам во моментов, меѓутоа
кога почнував и пред некоја година доста излагаше на Google Ads, одлична мобилна апликација што нуди техники за медитација и за дишење, меѓутоа и релаксација е Calm. Значи самата апликација следи твојата рутина, те потсетува да се земеш неколку минути за себе во текот на денот, нешто кое што можеш да си го подесиш по твоја желба, меѓутоа се плаќа. Она што можеш од фри верзија не може многу да се користи, меѓутоа е навистина убава апликација и јас секогаш топло ја препорачувам во моменти кога некој навистина сака да има некоја поддршка, потсетник кој што ќе биде тука да го води во текот на денот, неделата, месецот. И друга интересна апликација која што не потсетува да дишаме свесно е Breathe. Ние сите дишиме нормално, меѓутоа колку од нас тоа го прават свесно и правилно. Значи, како дишиш во овој момент, длабоко, плитко, брзо, споро. Правилното дишење е длабокото дишење со користење на диафрагмата. И затоа оваа апликација е одлична, исто така повикувана присутност, самото свесно дишење многу релаксира и така натаму и нормално постојат многу други апликации, но овие две јас лично ги имам пробано и затоа можам и некако да ги препорачам и да ги споделам. Меѓутоа многу ќе ми биде драго доколку вие споделите ваши препораки за убави апликации кои што помагаат да живееме присутни, да сме свесни. Ви благодарам многу за вниманието. Се надевам дека бевте присутни, дека бевте тука и сега слушавте и се слушаме наскоро во наредната епизода. Поздрав!